Добро вечер и добре дојдовте. Ова е новото издание на Fairplay, која се надевам дека ќе ви го разубави и ова саботно попладне, но и многу важно, дека ќе ве натера да размислите за вредноста на нештата кои што силно посакувате да ги остварите во животот. Дали понекогаш нашите амбиции имаат превисока цена? Вакви одговори ни даваат одредени ситуации во спортот, кои што денеска ќе бидат и наша тема на разговор. Останете со нас. Да, прашање има многу честопати и контроверзни моменти во светот на спортот, но како и да е, мораме да сватиме дека и овие личности се преценели луѓе, а она што ние го гледаме е нивната кариера која за нас најчесто представува и забава. Сакаме да бидеме сведоци на нивните светли моменти, но која е позадината. За овие теми ќе разговарам вечерва со мојата прва гостинка и многу голема чест ми е да ја посакам добре дојде на госпоѓата Ленче Алексовска-Величковска, која што е актуелен декан на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Незина специјалност е спортската психологија, инаку и поранешна кошаркарка, наша репрезентативка и досега имала прилика да работи како психолог на многу наши спортисти кои се надпреварувале индивидуално или екипно. Драго ми е ќе кажам уште еднаш и добре дојдовте во емисијата. Благодарам за поканата, навистина се чувствувам многу убаво. Имаме, би рекла, доста тешка тема и прашања. Ќе започнам веднаш со неа. Кое е вашето мислење? Сметате ли дека еве конкретно ова 15 годишно девојче или некој друг спортист кој би се нашол во слична позиција, после сите вакви случувања би можел успешно да ја крене главата и да продолжи со својата кариера? Да, го слушав прилогот, навистина многу тешко може да се каже што понатаму. Кога ние би се поставиле сега на незино место, навистина сите оние цели, краткорочни и долгорочни, кои што секој спортист, врвен спортист си ги поставува уште од најмала возраст, гледајќи ги сите оние развојни процеси кои што тие мора да се почитуваат, нели кои што се и генетски детерминирани, и биолошки и така натаму, а да не зборувам авторитетот на тренерот, учење како модели од сите за да настапат, нели се добијат некои врвни резултати. Навистина после вакви притисоци на самата личност ќе биде многу тешко и многу оптеретувачки. Го гледав настапот незин предходно, она беше извонредна, направи четвороструко салто, како што знам, имаше неверојатна контрола на телото и на умот. Подоцна и се случи она со допингот, дали е допинг или не. Видите, она е 15 години. Значи, она е уште во таа средна адолесценција, да не кажеме дете, кај што многу работи може да ги знае или да не ги знае. Меѓутоа, одговорноста треба да си го сноси целиот тим, затоа што на почетокот на подготовките се кажува отворено обично. Иако сепак тоа зависи од самиот тренер, значи од авторитетот на тренерот, пошто таму знаете може да биде автократски, демократски или анархичен тип на тренер кој што ќе бара да се исполнат одредени задачи. Сепак во врвниот спорт дисциплината, самодовербата, упорноста и страјноста се основни за да се постигнат тие резултати. Тоа што значи, например, ако тренер, како во овој пример госпоѓата која што важи за буквално страф и трепет во тој свет, меѓутоа има извонредни успеси со години наназад, ние би ја окарактеризирале како успешен тренер или неуспешен тренер, заради тоа што очигледно дека била сведок во одредени моменти и на допинг, кој што веројатно бил и премижан или поддржан, од друга страна начинот на кој што пристапува, иако се ова само деца. Успесите мораме да ги признаеме и да кажеме да, ова е супер тренер или малку е поинаква приказната? Видете, одговорноста секако дека ќе си го превземе целиот тим. Овој тип на тренер што сега го видов нели во мал дел од прилогот, можам да кажам дека 90% од тренерите така се однесуваат, затоа што спортот е суров. Особено врвниот спорт. Знаете, имате една патека и во спортската литература вака се вели, имате спортисти и обични луѓе. Ако скршнеш лево или десно од патеката, ти стануваш обичен. Значи, изборот е ваш. Уште на почетокот, кога ќе влезат во врвниот спорт, а се влегува после 12-та година, затоа што кога погледнете когнитивниот развој на детето, тогаш почнува она логиката, абстракцијата и слично и може да го разберат и тренерот и целиот стручен тим стои зад се ова. Меѓутоа, знаете, исто така се вели дека целта секогаш ги оправдува средствата, меѓутоа,
ова е Олимпијада, ова се Олимписки игри, да се коси со олимписките вредности, со она што значи fair play, она што значи модел за секое дете кое што сака да стане спортист, а потоа врвен спортист, ова е спротивно на она што е навистина вистинска вредност во спортот. Да се биде врвен спортист подразбира склоп на многу нешта, не е тоа така едноставно, но што мислите вие лично? Пресудно за да се постигне спортски успех би била физичката подготвеност или психолошката подготвеност на спортистот во дадениот момент, нели? Апсолутно. Значи, секој сајт која ќе се отвори, многу лесно може и да се види, да се едуцираат сите млади луѓе и возрастни дека постои физичка, техничка, тактичка и психолошка подготовка. Значи, сите 4 компоненти одат заедно. Нема повеќе или помалку. Една од нив ако се изостави, значи не може да се добие она вистинското што треба да се добие. Можеби психологијата е повеќе присутна во сите тие области, затоа што физички да се подготвите, вие морате да ги поседувате оние особини кои што ги бара врвниот спорт, каде што претходно ги кажав, нели, за да издржите таа програма, вие морате да бидете упорен, а упорноста е всушност дел од структурата на личноста, од психолошката структура на личноста. Техниката која што се учи со години, тој автоматизиран процес кој што доаѓа прво од надворешната дразба, оди преку нели одредени нервни патишта до кората на големиот мозок, во зависност од самата дразба, каква е таа, се обработува и во дел од секунда се пушта до ефекторите и тие извршуваат таа активност, а со многу повторувања, над 10.000 број на повторувања, тоа станува автоматизирано. Зошто? За да после спортистот ја искористи интелигенцијата, за да ја реши самата ситуација. Секогаш зборувам, спортот е интелигентна активност и тоа не смее да се заборави, затоа што тоа не е одма обична една мускулна реакција за постигнете гол или за да постигнете кош. Многу лесно, бидејќи спортот е атрактивен, нема некој што не сака спорт. И затоа сите го коментираат спортот и тоа не е тоа не е лошо. Меѓутоа спортот е наука. Позадината е многу поголема. Многу е комплексна, многу е сложена. Замислите, ова девојче сега треба да владее со комплетната емоционална динамика што се случува на терен. Замислите, со сите оние притисоци во однос на допингов, нели дали е или не е, и да излезе, да се бори за медал. Значи да настапи и да го освои највисокото место, кога треба главата да биде чиста, кога мислите треба да бидат контролирани, кога треба да бидат во еден фокус, во една концентрација, да владее со себе, за да може на оптимално ниво да ги донесе сите емоционални реакции. Би рекла, задоволство е човек со вас да разговара и пак ќе кажам уште еднаш, ми е драго што ја прифативте поканата. Имаме уште многу и прашања и теми со вас, но ќе имаме и следни прилики, се надевам. До тогаш ви посакувам се најдобро. Ви благодарам многу за поканата во емисијата и ви благодарам што правите вакви неверојатни спортски приказни. Ви благодарам многу уште еднаш. Нашите спортски приказни ги продолжуваме. Сега малку ќе уживаме во уметничкото лизгање, но она во Македонија. За потоа да ви представам и 3 прекрасни дами кои што се дел од овој свет. Уметничкото лизгање е навистина еден од најубавите спортови. Се надевам дека уживавте во овие инсерти кои што ги погледнавте, а истите беа од настанот наречен Skopje on Ice или Скопје на мраз, кој што веќе неколку пати кај нас се одржува и е навистина едно убаво случување. Деталите ќе ги раскажеме заедно со моите следни гостинки. Студиото навистина изгледа прекрасно благодарение на нив. Почнувам од највозрасната дама, со нас Цветанка Макаровски, претседател на Федерацијата на лизгачки спортови на Македонија. Добре дојдовте. Добре ве најдов и поздрав до вашите гледачи.
Да, и заедно со вас две прекрасни девојки до мене, именјачка Јана Куковска, инаку вице шампион на Македонија во уметничко лизгање јуниорки, така, категорија јуниори. Да. Добре дојде. Благодарам. И посакувам добре дојде на Лариса Богатиновска, првак во Македонија во уметничко лизгање меѓу сениорките. Благодарам. Многу ми е драго што сте мои гостинки. Веднаш сметам дека е соодветно да објасниме за нашите гледачи каков статус има уметничкото лизгање во Македонија. Не е ова спорт како фудбалот, кошарката, ракометот, кои ни се највообичаени или популарни, но сепак го имаме. Имате ли статус на професионален спорт или се уште тоа на некое пониско ниво или аматерско ниво? Не, значи нашата федерација постои веќе 7 години и од самите почетоци беа поставени основи како заврвен олимписки спорт и нашите надежи, желби и дострели се да станеме на вистина олимписки спорт кој што еден ден ќе донесе медали, олимписки медали. И сето оно што го работат нашите спортисти е пропратено со врвни тренерски имиња, дури и целата опрема која што ја имаат за спортот е од врвни, тоа е Деа, Риспорт, значи они лизгалки кои што ни на светски, на европски и на олимпијади се возат. Значи ништо не е направено аматерски. Единственото нешто што ни недостасува се подобри услови за овој спорт, на вистина да ги донесе резултатите. Лизгалиште, на пример? Да, апсолутно лизгалиште. Нашето лизгалиште не е според стандардите на минимум потребните, долниот минимум се исполнува. Значи недостасуваат некои 2 метра, меѓутоа тоа не е проблем. Нас ни треба затворена зимска сала каде што ќе можат да се практикуваат впрочем 5 олимписки спорта. Нашата федерација е регистрирана за 3. Ние сме членки на меѓународната ИСУ федерација, ние сме членки на Македонскиот олимписки комитет. Во однос на лизгалиштето, потребниот минимум го имаме, меѓутоа ни недостасува затворено лизгалиште. И во тој случај би имале 5 олимписки спорта. Веќе кажав, под нашата федерација спаѓаат уметничкото лизгање, брзото лизгање, лизгањето на кратки шорт-трек, кратки патеки. Да. Тука е карлингот и тука е хокеот како нели спорт кој што во Македонија е многу добро познат. И тоа е нешто што смитам дека е многу неопходно, прво за нас како федерација, потоа за спортот и пред се за државата. Кој би ги држал соодветно тренинзите и кој сега ги држи? Имаме ли лизгачи, тренери со професионална кариера и искуство зад себе за да ги научат нашите млади сили на она што треба? Секако, нашата федерација секогаш се труди да донесеме врвни тренери, бидејќи морам да кажам дека иако се ние од странство, единственото нешто што го имаме домашно, тоа е талентот на овие млади девојки што се тука со нас. Македонски тренер немаме сега. Не, македонски тренер нема, бидејќи се уште нема услови каде што ќе може да се отвори катедра, бидејќи за да се отвори катедра на факултетот ние разговаравме со вашата претходна гостинка, незапознаена со нас, и имаме отворена врата на факултетот за физичка култура. Меѓутоа проблемот е што нема каде да се обучува тој кадар и каде да се одржуваат часовите. Во моментот имаме тренер по уметничко лизгање од Бугарија, тоа е нашата Данила Стоева, која што е магистар по уметничко лизгање. Во минатото имавме тренери од Белорусија и од Русија. Тоа што ги одвраќа не е, мислам да не останат кај нас подолг период, не е проблемот дека немаме талентирани деца или не може да постигнат успех. Проблемот е немањето на доволно тренинзи на мраз. Во сезона од 3 месеци не можеме да ги постигнеме резултатите кои што они ги сакаат и кои што ние ги поставуваме како федерација, што ги сакаме да ги постигнат. Еве, девојките кои што се со нас денес во студиото сепак успеваат да бидат успешни во својата работа, зошто од сите други спортови баш уметничко лизгање? Имаше некоја посебна причина? Јас почнав многу мала и мислам дека не беше толку моја одлука, меѓутоа ако сум имала одлука сега, ако требало да одлучам, покрај сите спортови би го одбрала овој спорт, бидејќи е спорт и уметност во едно. И мислам дека тежок. Не е сите спортови, се што правиме со срце и се што сакаме да успееме во него се е тешко, ако дадеме се од себе. Така. И мислам дека тоа не е проблем. Мене овој спорт многу ме влече бидејќи можеме да се истакнеме и можеме да покажеме приказна со нашата кореографија, со нашата музика, со нашите костими и со стилот кој што го покажуваме.
Точно така, дали кога е тешко, нели кога едноставно треба и многу работа и многу вежбања, понекогаш ќе се случи човек и да падне, е исто толку тешко и да станеш и да продолжиш и да вежбаш и да работиш и да настапуваш. Како изгледа тоа од ваша перспектива? Не е тешко. Например, секој спортист има период каде што така ќе му се смачи, сака да се откаже. Например, јас се соочив со тоа пред 2 години, но љубовта спрема уметничкото лизгање не ми дозволи. Не можев да го фрлам во вода тоа што сум го правела со години и не можев да се откажам бидејќи многу ме исполнува, многу го сакам и секогаш ме прави среќна. Дури кога сум најнервозна, ќе отидам на тренинг, ќе се исклучам од све и многу подобро се чувствувам подобро. Се релаксираш и ти е убаво. Од каде ги набавувате вашите убави костими? Посебно сум среќна што дојдовте во ова издание. Ние секогаш уживаме, нели публиката ги коментира и ужива во величествениот начин на кој што надпреварувачите изгледаат. Па дали овие костими ги шиете, ги купувате готови, како тоа изгледа? Костимите ги шијат обично по наши мерки. Јас ги шијам во Бугарија, бидејќи таму се професионални материјали за уметничко лизгање или за гимнастика. И има луѓе кои што сериозно се бават со таа професија за тој вид на спортови. За да биде и удобно, и функционално, но и убаво, нели? Да. Треба да изгледа многу елегантно и фантастично. А што е примерот со лизгалките? На времето имало многу деца во Македонија што од рана возраст добивале лизгалки. Сега мислам дека не е баш така, но вие каде ги наоѓате? И нив ли ги купувате некаде надвор од Македонија? Јас не сум видела искрено во ниту еден излог или спортска продавница да има лизгалки. Ние ги нарачуваме од Италија. Кој од Едеа, кој од Риспорт. Се снаоѓате за... Да. Секогаш ги нарачуваме од странство, бидејќи во Македонија не се изработуваат лизгалки. Може би се продаваат некои непрофесионални, меѓутоа тие лизгалки со кои што ние лизгаме се од највисока класа. Со тие што лизгаат на светско, на олимписки игри, Да, си постоја стандарди, впрочем, нели, како и за, не знам, копачки или за патики, за кошарка или други спортови. Многу е сложен тој процес. Значи не е само чевлата како чевла, него тука и ножот. Значи во зависност од возраста, тежината, комплексноста на скоковите кои што се изведуваат, дали се двоструки или троstruки, различен е ножот кој што треба да се постави, така да во принцип се прави комплет различен за секој поединец посебно, пошто ова е како индивидуален спорт, секогаш индивидуата е тука која што треба да биде примерна. Сега има два вида на чевла, тоа е Едеа и Риспорт, разликата е во ширината на чевлата. Тие што имаат потенка нога и го зимаат моделот на Риспорт, тие што имаат покласична или облик на стопалото, го зимаат Едеа. Меѓутоа, тука потоа се прави проценка, дали треба да земе обичен нож, дали ножот треба да биде поинаков и така натаму, и се прави еден комплет и воопшто не е ефтино. Можам да кажам дека таа опрема чини минимум 700 до 800 евра. Од парк. Како се снаоѓаат девојките и нивните родители, секој индивидуално за сега? Да, како секој индивидуален спорт, значи секој мора да вложи во тоа што му е лична опрема. Ние за жал како федерација не можеме тука многу да помогнеме, бидејќи немаме наменски средства за спортска опрема. Меѓутоа секогаш кога има прилика да се помогне на некој што не може да ги набави, се снаоѓаат, се изнајмуваат лизгалки од претходната сезона, некој што повеќе не лизга со нив и така натаму, меѓутоа тоа не е баш многу практично. Од причина што самата чевла и самото поставеност на стопалото прави одреден калап, па потоа кога се менува, малку е проблематично. Е многу комплексно, сега да не ги заморуваме, вака супер изгледа и така треба да остане. Добро, секој се снаоѓа во име на спортот и тоа што го сака. Немам уште многу време, само да прашам музиката за уметничко лизгање, кој што исто така нас ни остава впечаток. Како ја бирате? Секој индивидуално, кој каква музика сака и му се допаѓа или? Да, секој како сака. Например, јас многу сакам да танцувам, многу сакам танго и повеќето музики што сум лизгала до сега биле на танго. Тоа ми исполнува, многу сакам. Исто така имам идено на часови по латино, за да можам да го изведам се тоа добро на мраз. Одлично, и такви, значи, кореографии тука бираш. Бидејќи е време да ве испратам, за жала имаме нели разговор уште колку и да посакаме, сепак кажете ми каде следно сега ќе одите, се подготвувате, знам за едно ново надпреварување, па за каде всушност ќе ви посакаме среќа? Така, следниот викенд 12 и 13 март
Нашите дел од нашите спортисти, 10 вкупно, ќе заменат на Куп Војводина, тој е меѓународен надпревар, каде што впрочем ќе биде и едно завршно надпреварување за оваа сезона. Ви посакувам многу среќа на вас и на сите останати кои што можеби ќе не гледаат, а во следна прилика и ние ќе ги пречекаме во студиото. Имајте многу успеси и се гледаме повтор. Ви благодариме на поканата. Благодариме. Ви благодарам многу на нашите гледачи. Пред да се поздравиме, имам само да им кажам дека подготвуваме многу изненадување и се уште трае нашиот giveaway, но да ги погледнеме рекламите, а потоа и да нели ви ги дообјаснам и соопштам деталите како и вие може да учествувате во него. Време е да се поздравиме и тука нека да го завршиме и денешното издание на Fairplay. Уште еднаш ве потсетувам, следете на социјалните мрежи, на Инстаграм е во тека доделување на многу убава награда заедно со нашиот олимпиец Дејан Ѓоргиевски. Се разбира, ние ќе се потрудиме да одбереме нови и интересни теми и ве каниме на повторна средба следниот викенд, односно следната сабота во 19:15. Останете и натаму на тема.